копање емоции низ времето, мотото ќе го одбележи годинишното издание 15-то јубилејно на добро познатиот филмски фестивал Македокс, креативен документарен филм Македокс. Тука сме, кај сме, тука сме, добре, благодарам колеги, се најдовме. Се најдовме со Дарко Набаков, извршниот директор на Македокс, и за ова 15-то издание, велам јубилејно, па се очекува нешто така да слушнеме поголемо, а пред почетокот на пресконференцијата ќе дознаеме неколку детали, сега колку ќе може да ни открие, поради тоа што таа е закажана за неделава во четврток. Па добро утро за тебе. Добро утро, фала ви на поканата. Не знам што ќе извадат се тие емоции низ минатото. Веројатно содржините на документарните филмови ќе си го направат своето, зашто и се наминети, но обично кога се случува јубилеј, 15-то издание, и од гледачите и од посетителите на назад години се очекува да се даде посебно внимание. Вие какво дадовте? Годинава Македокс дава посебно внимание и токму тоа самото мото кажува на архивите, на користењето на архивскиот материјал во документаристиката, односно во креирање на нови документарци. Сметаме дека е значено да ставиме акцент на ова, бидејќи иако некако самото тоа е тренд во Европа во моментот во создавање на документарните филмови, сакаме да им дадеме и можност на публиката да се присети што све гледаше овие 15 години на Македокс и некако да ги раскопа емоциите во себе и своите сеќавања за да дојде повторно до некоја си радост на самиот фестивал. Оваа година е посебно на фестивалот тоа што немаме земја во фокус, туку таа програма се пременува во регион во фокус на кој што се фокусираме на балканските кинотеки. Соработка со нашата македонската кинотека направивме соработка со регионалните кинотеки и носиме една програма на архивски стари филмови од целиот регион кои што и ќе не насмеат и ќе не расплачат, но сигурно ќе ги разбуркаат нашите емоции. Верувам, особено носталгичари ќе има многу и веројатно ќе бидат побурни и некаде емоциите. Ќе можеме ли да најавиме нешто во делот на програмата? Сега, знам дека го чувате сите тоа за пресконференцијата, која што ќе имате, но еве, дали можеме домашните изведувачи да ги најавиме? Вака, Македокс, најпрво не ги кажеме датите, ќе се случи од 15 до 22 август на 5 локации во Скопје. Традиционалната Куршумлијан, Сулијан, летното кино, киното пред плотото на Музејот на Македонија, Младинскиот културен центар со својата детска програма, документарна програма и лабораториум, новиот простор каде што ќе имаме всушност 2 мастер класови. Можам да најавам повеќе околу самите мастер класови и ексклузивно да најавам дека почесен гостин кој што ќе има свој мастер клас на ова издание е македонскиот режисер Столе Попов, но во истовремено ќе имаме двајца гости од Холандија кои што всушност се запозна истражувајќи документарната архива и работејќи заедно на филмовите. Имаме Инеке Шмид која што е режисерка од Холандија која што многу работи со архивски материјали и нејзиниот сопруг автор исто така, но истовремено и радиски водител кој што се занимава со радиска архива, па ќе направиме таа комбинација помеѓу документарната и радиската архива. Интересно се види, да. Каква инспирација може да донесе кај на вторите. И колку има синергија. Да. Во принцип имаме и 5 македонски премиери оваа година, за кои што сме посебно горди, бидејќи самото име Македокс кога ќе го преведеме на англиски всушност е правење документарци, создавање на документарци и некако документаристиката во државата се повеќе зима замав, а тоа не прави нас најмногу горди. Публиката ќе може да погледне 5 документарци од истакнати македонски автори, но исто така и 3 кратки документарци од школата за тинејџери за документарен филм на Македокс, Долконикоци, кои што премиерно ќе бидат прикажани ново издание. Купање по минатото веројатно е еден од најсензитивните моменти, затоа што треба да се биде исклучително внимателен и особено со архивските снимки и верувам дека тоа наназад години и вие внимателно го правите и затоа и задржувате внимание 15 години. Велите, иднината е документарниот филм. Ако ги прашате од филмската продукција, ќе ви кажа дека навистина иднината ја гледаат во документарните филмови, можеби наградите изминатиот период кои што документарци ги добија
во голем број, вниманието некако го предизвикува. Веројатно иднината е да гледаме нешто срочено, добро, вкусо, не многу и да ни одзема внимание, но што ќе кажете вие, како еволуираше Македокс овие 15 години? Македокс почна како една иницијатива која што имаше за цел да го представи документарниот филм, односно да запознае македонската локалната публика со креативниот документарен филм, што е тоа надвор од телевизиската документарна репортажа, која што дава некои си авторски потпис и се вика креативен документарен филм. Почна скромно со една локација со Куршумлијан, со неколку проекции. Во текот на годините мислам дека многу убаво се разви. Сега имаме 5 локации. Можеме да се пофалиме дека сме еден од фестивалите во Европа со најмлада публика, која што од година во година е се побројна. Или тоа е еднината? И тоа е еднината секако. Така да Македок се развива убаво, како и секој кромит засаден во плодна почва. Колку добра споредба. А може би токму и амблемот, логото на Македонија. Логото, да, на фестивалот. Но оно што сакав да слушам како ваш осврт, како ваше мислење, како добри познавачи и следачи на документарните филмови, на документаристиката, колку таа напредува и се развива и колку можеме навистина да ја прецепираме како иднината во филмската продукција. Таа е самиот почеток на филмот. Ако знаеме кои се првите филмски слики, тоа се документарните слики. Така таа е самиот почеток на филмот. Всушност таму и почнува филмот како таков. Да, таа иднина и последните години таа промена, смислам се случува таа промена каде што се значуваат играниот филм и документарниот во однос на фестивалски заеднички категории, заеднички номинации за Оскар имаме и на документарни, и играни филмови. Зима голем замав е силна алатка, бидејќи силно може да ги каже приказните. Некако фикцијата, измислената приказна ја изгуби кондицијата со нашата реалност која не обкружува, бидејќи некако се повеќе филмски се приказните околу нас него на телевизорите. Така да, затоа и документарниот филм е тука посилен и поблизок до публиката. Кои ви се очекувањата за годинава? Очекуваме публиката да не ни изневери, очекуваме убаво да се забавуваме и да дадеме ново гледање на старите архивски филмови, да инспирираме многу луѓе да закопаат во своите емоции и да создадат можеби нови и нови приказни. Се надевам дека ќе успеете во истото. Благодарам за гостувањето. Ќе ве оставам уште некоја ексклузива да се сочувате за во четврток. Може уште еднаш да ги споменеме локациите и од кога до кога ќе? Од 15 до 22 август. Да. Локациите се Куршумлијан, Сулијан, плато на Музеј на Македонија, Младинскиот културен центар и лабораториум. Да, програмата ќе биде објавена на 8 август и од тогаш ќе биде во продажба билетите. Секој заинтересиран може да ја види програмата на нашата веб страна, како и да ја стигне мобилната апликација Македокс, со што може да се направи свој персонализиран распоред за гледање на филмовите. Благодарам денеска за гостувањето.